Рехао, главниот во домот. Загубивме од Шпанија 20-31, еден ден одмор и потоа следуваат два меча. Може да се вратиме на оној ритам кој што го имавме пред делот со Шпанија и колку ќе биде тешко да се мотивираат одново на истото ниво на ракометарите. Да, треба да се фокусираме околу Чекија, со што мислам дека не можеме да мислиме дека имаме две непревари. Јас мислам дека нашата финале е против Чешка, со што ситуацијата е добра. Ситуацијата е добра со што ако имаш победа, најверојатно ќе играш за пето или шесто место и имаш шанса да играт полуфинале. Јас мислам дека разликата против Испанска беше многу, ама треба да научиме, треба да се боравиме кога имаме победа, исто така. Треба да се боравиш дека ти имаше победа и треба да се фокусираш околу следна превар и тоа е тоа. Кирил Лазаров е повреден, има уште неизвестност околу неговиот настап. Имаме ли некаква стратегија како би поминале без него доколку тој не биде подготвен да игра? Не знаеме да игра или не. Сега со терапија и утре ќе видиме како е ситуацијата и ќе решиме што ќе правиме. Ама треба да се обидеме да играме без него, ако не може да игра, и треба да се боравиме дека е Киро Лазаров, што мислам дека играчите се чувствуваат многу добар кога Киро игра, ама треба да се навикнаме да играме кога Киро не може да игра.